има една наша стара, народна мисла, мудрост, која вели дека ръгјата, т.е. фалбата е ръгја, или самофалбата е ръгја. И тоа е така зашто е убава илустрацијата. Ръгјата е таа која го поматува сјајот на металот. Ръгјата се нафаќа, го потемнува и го слабее. Го уништува, го разорува металот. Така и со фалбата. Самофалбата фрла темнина на сјајот на постигањата што ги имаме и го разорува нашиот кредибилитет, не дискредитира. Исто како што ръгјата го променува интегритетот на металот, така фалбата го слабе нашиот интегритет. И со право вели народот дека ръгјата е фалба. Меѓутоа во текстот што го прочитавме, апостолот Павле се фали. И тоа многу се фали. До толку многу се фали што веројатно читателите, коринтјаните си кажеле, ние тоа си го мислиме така, предпоставуваме, си кажеле, овој бил многу така арогантен фалбаджија. И постојано ни повторува, следете ме мене, како што јас го следам Христос. Сега, представете се да имате во вашата средина човек кој постојано ме вели, имитирај ме мене. Мене имитирај ме. Јас го имитирам Христос, имитирај ме мене. Така, меѓутоа вистината е дека во овој текст, иако има фалба, таа фалба не е ръгја за апостол Павле. Тој се фали, бидејќи луѓето на кои што пишува, очигледно сакаат фалбаджии. Чудно е, но е така. Сакале фалбаджии. Веќе видовме од 10 глава, почнува тој последен дел на посланието, второто послание до коринтјаните, последните 4 глави, во кој апостол Павле говори за својот апостолски авторитет и служба, како одговор на нападите, што некои лажни апостоли, лажни учители, кои дошле во Коринт, почнале да го критикуваат, да го напаѓаат авторитетот на Павле. Таквите учители велеле дека Павле не е вистински апостол, дека тој не е вистински учител, дека неговото учење е лажно, самиот немал можност во тело да го види Христос, дека неговата надворешна појава е слаба, плашлив е, нема авторитет, достоинство, а и проповедта му е слаба, слаб е на говор. На таквите обвинувања одговора апостол Павле, тие не се нетипични за него. Тој скоро каде и да оди, во кој град да е обвинуван. Меѓутоа, ситуацијата во Коринт е поинаква. Овдека овие лажни учители со некои учења кои што ги донеле, го одлекуваат главниот фокус, најважниот фокус на христијаните. Се обидуваат заедницата со Христос, општението со Христос, да го оттргнат, тоест нивниот фокус од општење со Христос да го изместат кон нешто друго. Затоа апостол Павле во 11 глава, 11 стих, тој и открива вистинската природа на таквите учители. Вели, тие само се преправаат дека се Христови служители. И не е чудно, вели Павле, како што сатаната, кој е ангел на темнината, се преправа дека е ангел на светлината, така и овие служители, кои се во суштина служители на неправдата, се преправаат дека се служители на правдата. И тука неколку пати апостолот го употребува зборот преправаат, во чија основа е зборот мета, тоа е една внатрешна суштина, надворешно ја представуваат како друга. Тоест, суштината на ѓаволот е темнина, а тој се представува како светлина.
И тоа е за прв пат така грубо, остро Павле да говори остро, да говори строго. И тој дел од посланието, второто послание до Коринтијаните, е најостриот говор на Павле воопшто. И тоа е така поради опасноста по Коринтската црква. На почетокот на 11 глава Павле вели: "Љубоморам за вас со Божјата љубомора, зашто јас сум тој кој што ве венчав за Христос, јас сум тој кој ве воведов во таа врска, во тој сојуз, во тоа заедништво со Христос, но се плашам, како Ева што беше", и тука повторно прави врска на дејството на сатаната во Еденската градина, како што Ева беше заблудена со измама, со лага, така и вие да не бидете заблудени и да отпаднете од простотата, вели, од едноставноста што имате во Христос. Со други зборови, суштината на христијанството кое е општење, врска со Христос, се изместува и тие лажни учители велат тоа не е доволно. Потребно е нови знаења. Фокусът е изместен на некакви преживувања, некаква мистика, некој гностицизам. И се губи основата на христијанството, врската со Христос. И зато Павле пишува овдека и во еден момент почнува да ја користи стратегијата на лажните учители. Лажните учители очигледно биле фалбаджии. Се фалеле со некакви достигања. И успеале буквално да ги магепсат луѓето во Коринт. Успеале буквално да ги пленат со тие своји измами и да ги отргнат од таа врска. И Павле, знаејќи ја природата на коринтијаните, гледајќи опасноста, и тој почнува сега да се фали. Со цел, со единствена цел, некако да ја разбие таа омагјосеност која тие имат заради лажните учители. Целта е да ги врати во вистината. И основните категории кои се користат во овие последни 4 глави се вистината против измамата. Вистината против лагата. Апостол Павле настапува единствено со вистина, за разлика од измамниците кои се обидуваат да заблудуваат. Павле ја користи вистината, бидејќи неговата единствена цел е враќањето на луѓето во заедницата со Христос. Другите ја користат измамата, бидејќи имаат своји телесни, суетни цели, да ги покоруваат, да ги поробуваат тие луѓе на своите интереси. И тоа на што јасно го кажува во текстот, што ќе го разгледаме, или во некој од стиховите. Интересно е, и тоа е чудното, колку коринтијаните сакале да слушат фалби. Тие били луѓе кои се восхитувале на фалбаджии. А и самите биле такви. Првото послание, се сеќавате, започнува со она откривање што го дава апостол Павле, како секој се фали и вели: его еми, а јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас сум Петров, јас сум Христов. И некако и денешната современата средина, современото христијанство, може да кажеме, сака фалбаџиство. Дури се стига до таму што ако некој нема сведоштво кој е така драматично, тогаш не е интересно и не е ни достојно да се споделува. Например, ако некој пред да поверува не бил крадец или убиец, не бил во затвор, не бил наркоман, тогаш нема што да каже како сведоштво. И ако не бил таков, тогаш ќе
ќе треба да каже сведоштво за средба со Христос во кој што се случило повторно нешто драматично. Например, сум слушал луѓе кои велат кога јас поверував, дојде оган во мене и паднав и Христос ми се појави. Ако нема такви работи, тогаш сведоштвото не е вредно за споделување. Има еден човек, млад човек, кој доаѓаше тука неколку пати и секој пат кога ќе дојдеше, кажуваше како, кога Христос дошол кај него прв пат, му го извадил духот од телото и му се открил така, како Бог. И тој гледал како телото му стои тамо, духот му овде и Христос е овде. И секој пат кога ќе се сретневме, секој пат го раскажуваше тој настан. Некако како она радост што имаме, најголемото задоволство што може да го имаме, а тоа е заедништвото со Христос, кој го добиваме, кој ќе поверуваме, како да не е доволно, како да треба нешто повеќе, како треба некое специјално искуство да испитаме. А има ли нешто посладко, има ли нешто поголемо од тоа да си во заедница, да имаш општене со Христос? И тие лажни учители доаѓаат и велат, па тоа е премногу едноставно. Треба комплексност, треба да има нешто повеќе од тоа само ти да имаш општина со Христос. Треба некои преживувања. И апостол Павле ќе почне да им збори. Ако сакате да слушате за такви работи, имам што да ви кажам. И тоа има многу повеќе од другите да кажам. Ако почнеме да се фалиме, има многу повеќе. Иако предупредува неколку пати. Безумство. Безумство е човек да се фали со такви работи. Безсмислено е. Нема никаква вредност во таа фалба. Но сепак, бидејќи вие сакате, ќе ви кажам. Јас ги надминувам во се со она што се фалат останатите. И тоа е всушност идејата овде. И така почнува од 16 стих. Сакајќи да им покаже дека сето тоа е едно безумие. Сите работи со кои што се фалат тие учители и со кои што тој ќе се фали, се едно безумие. Една голема глупост. И вели, никој да не ме смета за безумен заради ова што ќе го кажам сега. Знам дека е безумство, но некои се фалат со безумството. И јас ке се фалам сега со тоа безумство. И дури вели во 17 стих, сега ова што ќе го кажам, не го кажувам по Господ. Тоа не е одлика на еден христијанин. Тоа не е нешто што Господ би го сакал од мене. Тоа не е според Господ. Еве ви го кажувам така, чисто човечки. Зашто сите тие работи што сега ќе ги кажам, немаат никаква вредност христијанска. И не значат ништо за мојата врска со Господ. Очигледно е дека нема никаква желба да се фали. Го прави тоа сосема неволно. И сепак, иако не е христијанска одлика, иако не е по Господ фалбата, дали такво не е општеството, веројатно и тоа е една од причините, зашто денес самопромоцијата се смета за вредност, се смета за важна одлика што треба да има човек, има многу фалбачество. Дури и во христијанството. Кога ќе отидеш некаде и ќе се случи нешто, ако тоа не го раскажеш, не го рашиш, кај си бил, колку поверувале, колку се крстиле, какви достигања се случиле, тоа не е вистинско служење. Билборди, трактати, брошури, реклами, на кои треба се опишат сите достигања. Павле го прави тоа овдека. Навистина го прави тоа, меѓутоа да скрши таа врска што е изградена спреку измама меѓу коринтијаните и тие лажни учители. Тие буквално ја голтале ароганцијата на лажните учители, коринтијаните. И тоа го кажува многу јасно колку биле поробени. Им вели, и тука со иронија кажува, зашто и вие кои сте мудри луѓе,
Да, коринтјаните се фалеле со мудрост. Првите глави тоа го разништува апостол Павле. Колку е суетна нивната фалба со мудроста. Тие кои што се сметале дека се најмудри, всушност вели, се најбезумни, сметајќи се дека се мудри. И вели, вие кои сте мудри, и тука за втор пат така иронично кажува Павле, овдека и во 6 глава, првото послание, исто така, Павле вели, кога говори за тоа што се суделе еден со друг, имало конфликти во црквата, и тие оделе да се судат во судилишта светски. Им вели, па зар еден мудар не се најде меѓу вас да суди? Па одите кај корумпираните суди во општеството. Многу сте мудри, а нема еден мудар меѓу вас кој ќе ви суди. И овдека вели, вие сте многу мудри. Иако сте многу мудри, вие поднесувате некој да дојде и да ве пороби. Поднесувате некој да ве изеди, или буквално овдека зборот е да ве сгази. Буквално да ве сгази, да ве разори, да ве демолира целосно. Да ве ограби, ако некој граба, дојде тука за да ве ограби. Ако се горде, или овдека тук зборот, висинскиот збор е да покажува ароганција кон вас. И дори ве удира по образ. Вие сето тоа го трпите, го прифаќате, зашто сметате дека тоа е апостолскиот авторитет. Вистинскиот апостол, тој треба да е арогантен, треба да ве удира, треба да ве ограбува, треба да ве гаси. А јас дојдов со Христовата кротост. Зашто мојата цел не е да ве поробам, мојата цел е да ве доведам до Христос. Ароганција има овдека. Лажните учители на вистина биле ароганција и секогаш кога фалбата се смета како начин да се привлече вниманието на луѓето, на крајот се стига до ароганција. И ароганцијата станува вредност за луѓето. И откако објаснува на почетокот кој е неговиот мотив, зошто преминува на фалба, почнува да ги реди областите во кои се фалеле лажните учители, а во кои тој ги надминува. И прво збори за потеклото. Се фали со потеклото. И толку е безсмислено. За Павле тоа е многу безсмислено. Во Филипјаните, 3 глава, вели дека е измет фалбата со потеклото. И се чудам, и навистина ми е така неразбирливо, како може луѓето да извлекуваат вредност за себе заради некој своје педигре, потекло. Може тој да нема никаква лична вредност, меѓутоа ако потекнува од народ или од идеологија или од семејство, тој веќе смета дека има некаква вредност. Интересно е во Македонија политичката поделба и оние што припаѓаат на патриотската партија, која пред 100 години повеќе се борела за слободата и така натаму, тие се припадниците на таквата партија се вредни. Они ја штитат Македонија. Они се патриотите и они се борат. Они се вистинските. Другите се предавници. А пак другите гледат на оние првите како велат, небањати патриоти, како некои што дури не знаат да кажат на вистински Македонија, така викат Македонија, како на некакви неписмени. И бидејќи припаѓаат на некоја политичка елита, идеолошка, се сметаат за големи. Интересна таа реална вредност немаат, може и да немаат, меѓутоа се повикуваат на некаква припадност и тоа веќе им носи вредност. Павле вели, сакате да се фалиме со тоа, па јас сум евреин, зборам еврејски, потомок сум на Авраам. Можам да ги засенам сите останати што се фалат дека се некои големи апостоли со својата етничка припадност. Да ви кажем, и ние имаме христијани кои се фалат.
заради своето потекло, семейно, деноминационално, припаѓаме на школа некаква, теолошка школа, доктринална школа, која е супериорна. Јас сум ученик на Калвин, калвинист или на Џон Мекартур. И зато ние сме посебни. Ние сме повеќе од другите. Не. Павле вели, ке се фалам со тоа, иако е безумство. Глупост е. Нема никаква вредност. Сакате ли, вели, понатаму со страдане да се фалам? Па тука колку има. Од јудејците, вели, примив 3 пати, 5 пати по 40 беседен удар. Тоа е јудејската форма на казнување. Мојсеевиот закон пропишува за престап кам шикување со 40 удари. Сега, оној што казнува, ако случајно додаде уште еден удар, 41-2, тогаш ќе треба тој исто да биде казнат со 40 удари. И затоа, за да се отргне таа опасност, се вовела пракса, самите казнувачи си вовеле пракса, да удираат помалку од 40, 40-51. За случајно ако испуштат некој удар, да не бидат казнати. Павле вели, 5 пати бил така казнуван. И интересно, во Мојсеевиот закон е пропишено, ако при камшикувањето престапникот умре, тогаш оној што камшикува не е виновен. Со тоа се казва дека е страшна казната, може и да усмрти човек, меѓутоа нема вина. Павле 5 пати бил така казнуван. Потоа говори за 3 пати тепан со стап. Тоа е пак римската казна, римскиот начин на казнување. Се интересно, Павле е римски граѓанин, тој има римско граѓанство и поради тоа би требало да биде ослободуван од такви казни и сепак 3 пати. Тоа покажува колку била корумпирана системата и тогаш. Оние што досудувале таква казна, градските управници, знаејќи дека е римски граѓанин, сепак за да задоволат на луѓето, на противниците, еден римски граѓанин така казнували. Тоа 3 пати, не еднаш. Потоа говори за каменувањето. Еднаш каменувани. Знаеме, тоа е случајот во Листра, опишан во делата на апостолите, каде што Павле е каменуван, а каменувањето е казна која треба да заврши со екзекуција, тоа е со смрт, тоа е извршување на смртна презуда. Што кога луѓето фрле камења, не фрле каменчиња, фрле камења. И кога ги фрле тие камења, тие не гледале да фрлат во нозе, фрлале врз човекот. Да на крајот се стигне кога завршувало каменувањето. Кога веќе не мрда човекот што е каменуван. И навистина така се случува во Листра. Павле е каменуван и потоа фатене за нозе, влечкане, испарен надвор од града, зашто мисли дека е мртов. И веројатно бил мртов, но Бог го воскреснува, се враќа назад во градот и заминува во Дервија, продолжува во галатиските цркви. И тој настан веројатно го опишува на почетокот, веднаш потоа на 13-та глава, кога бил вознесен до 3-то небо. Така, многу, да не ги обяснуваме сите, многу страдања. И кога ги читам овие страдања, јас лично се прашувам, што јас сум претрпел за Христос. Ништо од сето ова, ни од далеку. И фала му на Господ, тој покажал благодат, за да не ги претрпам тие работи. И си мислам, ако тој ме поставаше во таква ситуација, како ќе реагирав? Не знам. Не се познавам доволно. Со годините мислам дека се запознавам се подобро и подобро и пак се изненадувам многу често. И разбирам дека не се познавам. Бог постојано ми подготвува изненадување. Затоа ќе кажеме нешто малку подоцна со што се фали апостол Павле. Така, и на крајот продолжува и завршува со грижите за црквите. Секојдневна грижа за цркви, иако сум изложен на напади. Павле кога го пише ово има некаде 10 на 15 години стаж, пастирски стаж.
Јас имам 25 до сега, така да многу повеќе од него. Меѓутоа, Павле не се грижи за една црква. Тој има многу цркви за кои се грижи. И во сите тие цркви има противници. И дури се грижи за цркви кои воопшто не ги посетил. Интересно е, кога пишува до црквата во Колос, тој вели дека секојдневно во молитва се бори за нив. Е во молитвена агонија, иако никогаш не ги видел. Каква љубов има тој човек? Неверојатно милост во него. И ако секој пастир ја има таа грижа, и ако има тој товар, служението, пасторската служба не е лесна служба, тешка служба е. Апостол Павле има повеќе кратна пасторска служба. Пасторска служба за многу цркви. И вели, и сум трпел и страдал. И тоа е уште едно од нештата кои Павле ги пишува. И да ви кажам, јас сум многу благодарен на Бог, што го поттикнал Павле да се фали овдека. За да се охрабриме. Навистина големи се овие работи, што ги пишува Павле. Голема мотивација. Иако тој смета дека е безумство сето тоа, јас сметам дека за мене лично е, за сите нас, голема работа што овде Павле го пишува ова овдека. Така да поставува тој контраст. Сушност Павле сака да им каже, ова е потврдата. Вие велите дека сум слаб. Вие ме обвинувате дека не ве сакам, дори затоа што не сум взел пари од вас. Сето тоа што го кажам овдека потврдува колку ве сакам. Што се сум претрпел, за да можам да бидам меѓу вас и да служам. И ако има нешто што ме поттикнува да го правам тоа, единственото нешто, Христовата љубов ме тера. И тој го кажува малку порано во 6 глава. Христовата љубов е таа која ме тера, која ме гони буквално да го правам сето тоа, бидејќи ако тој умрел за нас, пострадал, тогаш и ние веќе не живееме за себе. И ние сме должни да живееме за другите. Христовата смрт е таа која нас не оживува. Христовата љубов е таа која не преобразува. Да не живееме за себе, да умираме за себе и да живееме за другите. Поттикнат од таква Христова љубов, вели Павле, таа ме гони, таа е мојата мотивација. Таа е толку силно дејства во мене, што јас буквално не можам да одолеам и да не живеам вака како што живеам. И кога ги изредува сите тие работи, за кои се вели не се вредни за фалење, кажува, еве со што треба да се фалиме. Ево вистинското с кое би требало да се фалиме. Инаку, ако денес, верувам, имало некој служител кој има такво искуство, таков стаж, богат на служба, со толку страдања, со толку искуства, со толку преживувања, јас верувам дека многу билборди ги беа закачени. Секам пред 30 на години во Софија дојде еден, велеа дека бил многу познат и многу надарен, со многу дарби служител. Знам дека едното име беше Шамбах. И си излепија низ Софија билборди на кој пишуваше: куци продуваат, слепи прогледуваат, глуви прослушуваат, дојдете да го видите големиот Шамбах. И плакати имаше една голема кампања. Видите каков материјал имам овдека за реклама. Дојдете да го видите, да го чуете, оној кој 5 пати бил бичуван, 3 пати бил тепан, еднаш беше каменуван до смрт и воскресна, 3 пати бродоломи, ден и ноќ во морето помина. Колку затвори, колку цркви има основано. Една супер програма за евангелизација. Јас знам луѓе кои од 3 дена затвор направија пастирска кариера, позната луѓе. Колку ли многу материјал има овој човек.
И сепак, тој вели, безум, ова е глупост, ваквата фалба. Ке се фалам со нешто друго. Вистинската фалба. Ако треба да се фалам со нешто, тоа со мојата слабост. Тоа е вистинската фалба. Вистинското нешто кое еден христијанин треба или вреди да се фали. Второ треба, јас се фалам со оние моменти кога сум паднат ниско. Јас се фалам со они искуства кои ме турнаа на земјата. Кои ми помогнаа да научам кој сум на вистина. Зашто во таквите моменти јас ги добивам најдобрите лекции во животот. Најважните лекции во животот. Со тоа се фалам. И тој се враќа овдека некаде 20 на години назад. Еден настан, се повикува на еден настан кој 20 на години назад, кога ја имаше средбата со Христос на патот кон Дамаск и му се јави Христос, поверува. После тој настан, за известно време, не знаеме точно колку години, заминува во некој од пустините во Арабија, каде што се посветува на изучување на Стариот Завет во смисла на откривање на Христовото месијанство. Има средби сигурно и со Христос, бидејќи тврди дека Христос му го даде лично Евангелието. И после тој период се враќа во Дамаск. И тоа може да читаме во Дела на апостолите, 9 глава, 23 до 25 стих. И пишува дека тој така охрабрен, полн со знаења, ентузијазам, почнува да ги убедува евреите дека Христос е Месијата. Меѓутоа предизвикува провокација меѓу евреите, така да тие одат кај управникот на градот и поставуваат стража пред неговата куќа. Стража која треба во моментот кога ќе излезе да го фатат и да го казнат. И што се случува? Очигледно куќата била некаде на зидовите на градот, така што неговите пријатели, учени, соработници, го стават во кош и преку прозорецот го пуштаат надвор од градските зидови. И така му го спасуваат животот. Големо херојство. Бега. Човекот бега во страв. Тој човек за кој што читаме дека бил во бродолом и тепан, каменуван, овдека бега од страв да си го спаси животот. И вели Павле, со ова ќе се фалам. Со овој настан. Зошто овој настан ме учи кај е силата. Овој начин ме учи да разберам дека сите овие нешта, и моето потекло, и јудејско, и сите мои знаења, и сите мои способности, и сите мои искуства со Бог, немат никаква вредност. И нема да ми помогнат на никаков начин. Сите овој настан ме учи, ме подсетува дека без Христос сум ништо. Овој настан, оваа слабост ме подсетува дека моите способности, моето потекло немат никакво значење ако не се надевам единствено на Христос. Само Христос е оној кој може да ми даде сила. И затоа тоа е отворено во 3-4 глава, кога говори за новозаветната служба, вели, ние, новозаветните служители, не правиме ништо од нас. Ништо не е од нас. Сета способност доаѓа од Бог. Сета сила доаѓа од Бог. Сета фалба, вели Павле, една голема глупост. Моите способности, моите знаења, сето тоа има вредност, ако сето тоа биде употребено во Христос. Ако се надевам на Христос. Ако мојот фокус е општењето, зависноста од Христос. Ако се подпираме на Христос, тогаш тоа може да има некаква вредност.
Павле не е случайно, затоа вели во Филипјаните 3 глава, се што ми било како вредност во животот го сметам за измет, во споредба со познавањето на Христос. И во 12 глава се извинувам, тој, ќе го видиме тоа следниот пат, тој ќе почне да говори за еден човек, за едно искуство што го имал човекот на третото небо. И Павле ќе каже, со тој човек не се фалам. Се фалам со друг човек. Со човекот кој има трн во телото. Со човек кој има слабост. Двајцата луѓе се еден исти човек, но човек во една состојба и друга состојба. Секој од нас би избрал да се фали со оној првиот човек, кој бил во рајот. Но Павле вели, нема да се фалам со тој човек. Ке се фалам со слабиот човек. Зошто? Зошто кога сум слаб, тогаш сум силен. И тоа е големата разлика што ја прави меѓу Павле и тие лажни учители. Павле ја има таа тајна, ја знае таа тајна. И без таа разлика, Павле ќе беше само еден од многуте во првиот век, кој така се возвишува како звезда, меѓутоа потемнува бргу. Павле со Евангелието ја растрасе Европа, Блискиот Исток. Зошто? Зошто Павле знаеше што вреди во неговиот живот. Ја беше научил тајната. Она тајна која Христос ја сподели со учениците, кога им рече, без мене не можете да направите ништо. Павле се фали за на крајот да каже, и сето тоа е глупост, и да стигне до поентата, со слабоста се фалам. Зашто во слабоста действува Божјата благодат. Грешката што ја правиме во животот, обично, и ние како христијани, е со годините да сметаме се повеќе и повеќе на знаењето, на способностите, на искуството, на стратегиите. Светот ни вели, многу е важен силниот персоналитет, силната личност. Тоа се цени денес. Тоа го промовирале и лажните учители во Коринт. Многу е важно да бидеш визионер. Да, важно е. Се согласувам. Меѓутоа најважно е да бидеме слаби во Христос. Бидејќи живот, Давид вели во 11-тиот псалм, Бог ги проверува, ги испитува и праведните, и неправедните. И јас кој се сметам за праведен, како што кажав, многу пати сум изненадуван од Бог. Тој знае да ме постави во таква ситуација во која јас се зачудувам, всушност колку малку се познавам, сметајки на себе си. И многу пати се препознавам не во Павле овдека, кој се фали со слабоста, но се препознавам во ликот на Петар, кој кога Христос рече, сите ќе ме напуштите, сите ќе побегнат. Петар рече, не Господи, и сите да побегнат, јас ќе останам со тебе. И што му рече Исус? Петар, ти не се познаваш доволно, јас те познавам тебе. Колку пати со нас се случува, со мене се случува. Јас не сум како тие таму грешниците, како ово или оној. Додека не дојде моментот во кој Господ ќе ми каже, не се познаваш доволно. Тоа е големината на Павле. Павле се познаваше и вели, се познавам, јас сум слаб. И со тој слаб Павле ќе се фалам. Зашто со слабиот Павле делува Бог. Слабиот Павле смета на Бог. Слабиот Павле се надева на Бог. Арогантниот Павле паѓаше и бегаше. Слабиот Павле постигаше големи работи, бидејќи се надеваше на Бог.
Ова треба да не подсети да не предупредува на ситуациите кога се надеваме на работи кои немаат вистинска вредност. Кога сметаме на достигања преку средства кои реално не действуваат. Ова не подсетува на вистината дека без Христос не можеме да направиме ништо. Господ да не благослови и таа мудрост на апостол Павле да ја чува во нас, да не подсетува постојано во сите кога ќе се возгордееме, кога ќе почнеме да мислиме дека сме нешто големо, да се смириме и да се препуштиме на Бог.